Почнуваме со топ тема, како што веќе најавив. Темата е дали новите измени во изборниот законник, донесен само еден ден пред распуштање на парламентот, ќе донесат поголема контрола на финансирањето на политичките партии за време на изборите или направија одредена конфузија во некои членови. Токму затоа, добро вечер за моите гости, Билјана Ивановска, главниот човек во антикорупцијската комисија, претседателката на антикорупцијската комисија, Оливер Дерковски од Државната изборна комисија и главниот државен ревизор Максим Ацевски. Добро вечер и поздрав до гледачите на Телма. Сите вие тројца практично како главни на вашите институции се оние кои треба да ги мониторираат и контролираат парите кои ќе бидат потрошени во изборната кампања. Меѓутоа, со оглед на тоа што законот и измените беа донесени на само ден од распуштањето, дури и јавноста како да немаше доволно време да ги апсолвира сите тие измени кои се случеа, јавни расправи и слично. Гледајќи го законот, печатејќи ги овие членови кои се однесуваат директно на финансирањето, кај мене создава одредена конфузија во однос на тоа кој и како ќе ги контролира средствата и дали политичките партии ќе почувствуваат поголем притисок овој пат во однос на тоа контролирање. Со оглед на тоа што Дерковски сега на некој начин се вратија повторно ингеренциите за контрола кај ревизорите, како што беше порано, вие се ослободивте од тој товар, практично кај вас ќе остане само делот на средствата кои се наменети за медиумите и за финансирањето на кампањата во медиумите. Да, практично останува само тој дел, делот кој што ни беше наметнат со претходните измени на изборниот законник, кој беше инаку во надлежност на Министерството за финансии, меѓутоа и тогаш, како и сега со една брза измена во 5 до 12, се префрли надлежноста на Државната изборна комисија во делот на финансирање на медиумската кампања. И тој дел останува и за тој дел се спремаме ние како комисија да овај пат, бидејќи има за навистина поголем интерес од медиумите, да го одработиме како што треба. Кај вас остане пријавувањето на сметките, отварањето на наменските сметки? Да, тоа е стандардна обврска, бидејќи се отварат наменски сметки за секоја изборна кампања од страна на кандидатските листи, кои што ќе учествуваат на овие избори, останува нивната обврска за отварање на таа сметка и добивање единствен даночен број, со кој што ќе се практично легитимираат за овие избори и ние тие податоци ги собираме, исто така ги имаат и колегите од другите и од антикорупцијската комисија и Државниот завод за ревизија, така што други надлежности во ова области практично и да немаме. Меѓутоа и не се и мали овие кои што ги имаме, со оглед на капацитетот кој што Државната изборна комисија го има, посебно во делот на следење на медиумската кампања и во делот на трошење на тие средства, односно искористување на минутите и секундите кои што се наменети. Многу е полесно тоа да го правиме во делот на следење кај големите радиодифузери и телевизиите со национална концесија, меѓутоа те порталите ќе биде многу тешко. Ќе дискутираме за тоа. Ацевски своевремено во рацете на ревизорите беше контролата на овие сметки, потоа беше дадена на Државната изборна комисија, повторно се враќа кај вас. Меѓутоа, што ви олеснува, што ви отежнува овој закон донесен во 5 до 12? Дали вашите забелешки и барања се прифатени во измените на изборниот законник? Ревизијата на изборната кампања секогаш била во надлежност на Државниот завод за ревизија, со своји надлежности и на Државната изборна комисија и на Државната комисија за спречување на корупцијата, меѓутоа самите измени на наведениот закон во суштина ниту ни олеснува, ниту ни повеќе не отежнува, бидејќи создаваат одредени системски слабости кои што во суштина нашите барања во досегашниот период беа утврдени повеќе системски слабости во кои што баравме да се надминат таквите системски слабости, но со самото ново законско решение во суштина дојде до утврдување на нови дополнителни системски слабости кои што во суштина ќе го отежнат процесот на ревизија на сметката на за изборната кампања, од причина што се создаваат многу нелогичности и недоречености во самиот начин на финансирање и од клучно прашање представува начинот на дефинирање на самите финансиски извештаи, кои што самите политички партии, односно учесниците во изборниот процес, имаат обврска да ги подготвуваат и да достуваат до сите надлежни органи.
Подосна и во детали ќе се обидеме да го објасниме ова. Што се однесува до антикорупцијската комисија, вие имате право на следење секако на трошење на средствата, објавување на извештаи на вашиот вебсајт, доставување на информации до другите институции. Меѓутоа, ако го погледнам целиот закон, повторно очигледно е потребна голема соработка меѓу трите институции за да се направи еден конечен извештај. Во кој дел вас ви се зголемени ингеренциите со овој закон? Значи, нашите ингеренции во однос на следењето на финансирањето на политичките партии и на финансирањето на кампањите се дефинирани со нашиот закон. Така што тука нешто посебно, освен што ни се отвара патот да стигнеме до трансакцијските сметки на партиите, што е добро, не е нешто што е нешто ново за нас. Мислам, со нашиот закон веќе ни беа дефинирани. Работата е со кои алатки ќе го правиме тоа и со кои можности ќе ги искористиме. За разлика од минатата година, оваа година многу поспремно настапуваме во овој дел. Знаете дека минатата година започнувањето на изборниот процес беше всушност со изборот на комисијата, така што бевме малку оскудни во алатките. За разлика од тогаш, сега покрај тоа што соработката со останатите институции ќе продолжи врз основа на склучениот меморандум, ќе го следиме на дневна основа, ќе го следиме секој одлив и прилив на што ќе се врши на трансакцијските сметки, што ќе биде добре дојдено за потоа ако утврдиме било каква неправилност или сомнеш во тој дел, да го доставиме после до Државниот завод за ревизија кој ќе прави ревизија на таа сметка, ќе им биде нив многу полесно кога ќе добијат сигнали од наша страна. Што значи ние меѓу себе ќе си го затвориме кругот. Исто така сите други надлежности околу следење на билборди, паноа, користење злоупотреба на државни средства од аспект на, не знам, канцелариски простори, службени возила, секој такво злоупотреба на користење на буџетски средства и тоа ќе биде следено од наша страна. Единствено што сакавме, а не успеавме, беше да воспоставиме една платформа на која што политичките партии ќе можеа да ги доставуваат финансиските извештаи, заеднички ќе ги користевме. Да може и да со ДЗР и со ДИК. Значи тоа не ни помина во законот и тоа е така една слабост да кажеме, меѓутоа сето останато е тука. Ние имаме обврска после сето тоа да направиме во рок од 3 месеци, да направиме извештај за состојбите во финансирањето и извештај за утврдени нерегуларности во финансирањето. Тој првиот треба да го доставиме до собранието и да го објавиме на нашата веб страна, а вториот со нерегуларностите треба и јавните гласила да го објават. Спомнавте дека вие имате увид согласно законот вашиот во сметките трансакцијски. Меѓутоа, оној пак што треба да ги контролира тој ревизорот, ги нема, ја нема таа можност. Зошто сте испуштени од овој закон да не може ревизорот да ги гледа сметките или е во противречност со законот за банки? Не, во изборниот законник има надлежност Државниот завод за ревизија да има пристап, меѓутоа од она што денеска имаше координативен состанок во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата, представникот на Државниот завод за ревизија, односно помошниот главен државен ревизор кој што е задолжен за ревизија на финансиските извештаи и сметките за изборната кампања, известен сум дека банките прават отпор поради тоа што таквата одредба не била ставена во законот за банки. И тука е отпорот да Државниот завод за ревизија нема пристап, електронски пристап до трансакциите кои што се водат на сметите. Меѓутоа, како што кажа претседателот на Државната комисија за спречување на корупција, ние сите сме државни органи во кои што имаме непречна комуникација, размена на информации. Мислам дека тој проблем ќе биде надминат. Повеќе јас се плашам во делот на она што значи дефинирање на изворите на финансирање на изборната кампања и мислам дека тука повеќе треба да го задржиме нашето внимание на дискусија и на соработка, бидејќи тоа е клучното прашање, утврдување на праговите и правилата на финансирање на изборната кампања. Со новиот закон всушност се лимитираше сумата што одредено физичко или правно лице може да ја уплати на сметката на партијата како донација, меѓутоа не и висината на средствата уплатени како донација. И втората работа што е спорна е дека
сметката наменска, всушност во наидните избори може на некој начин да се поврзе со редовната сметка за да се исцрпат средства од таму. Кога веќе зборите за начинот на финансирањето и за белешките во однос на донациите. Во членот 83 со измените има една нестрикна дефиниција во која што вели дека изборната кампања може да се финансира од средства од редовната сметка на политичката партија, па во преодните завршните одредби вели дека ова одредба или алинеја од овој став нема да се однесува за парламентарните избори во 2020 година и понатаму продолжува со членари на политичката партија, па со донации на политичка партија, па со донации на физички лица во износ од 3000 евра, правни лица во висина од 30.000 евра, така натаму, кредити на политичка партија наменети за изборна кампања и така натаму. Ако го читаме сето ова доследно и ако гледаме дека се поставува прашањето, а членарината на политичката партија каде се абсорбира? На средствата на редовната сметка. Значи, едната линија со другата линија е контрадикторна. Втората работа, ако погледнеме, дека правните субјекти може да дадат донација во износ од 30.000 евра во денеска противвредност и ако се вратиме на членот 71, ставот 6, каде што вели на трансакции за сметка од став 1 овој член ќе се депонираат сите средства добиени од правни или физички лица за финансирање на изборна кампања и понатаму продолжува. Донациите во пари и парични средства од ставот 7 овој член за финансирање на изборна кампања се уплатуваат трансакции за сметка од ставот на овој член најдосно до денот на затварање на истата. И сега се поставува прашањето. Вие може како правно лице да депонирате во политичката партија 30.000 евра и тоа е контрадикторно со законот за изменување на законот за спречување перење пари и финансирање на туризам, каде во готово може да уплатите 3.000 евра. Тоа значи веднаш имаме системска слабост која што едниот закон со другиот закон не е усогласен. Како ревизор што ќе правите кога треба да пишувате ревизија? Дека ќе напишете дека го повредиле членот од законот за спречување на перење пари? Па ништо ново и досега сме пишувале голем број на системски слабости. Верувавме дека тие системски слабости ќе допринесат да бидат надминати и да бидат уредени во самиот изборен законник. Меѓутоа дел од тие системски слабости се надмина, но дел остана. Ќе продолжиме со пишување на системски слабости во кое што по завршување на овој изборен процес секако дека сите ќе се согласиме дека треба целосно ревидирање на самиот изборен законник во кој што дури моето размислување треба целосно нов изборен законник во кој што ќе пропише јасни правила. Ама имаше разлика помеѓу висината на донациите на редовната сметка апсолутно, да. Што значи повисок е износот на донациите што може да се донираат на редовната сметка. Преку оваа одредба тука, преку оваа алинеја донација на политичка партија всушност се отвара врата на оние донации повисоки кои што се уплатиле на редовната сметка да влезат на оваа трансакцијска сметка и тоа не е во ред. Да, Дирковски, токму ова го наметнува прашањето што станува со средствата кои што останаа неисплатени во однос на долгови на сметката на ВМРО ДПМНЕ од претходните избори. Чинам беа околу 300 милиони или 400 ненаплатени долгови. Кај едните имаше 400.000, кај другите имаше некоја по-ситна сума, значи имаше и кај другите. Како тогаш овие средства ќе се третираат како донација? Како некој што ќе ги заборави средствата или мислам вие сте ги напишале во извештаите, меѓутоа никој не одговара за тоа. Па тоа е уште една од слабостите на изборниот законник што понатаму не предвидува одредено постапување или предвидува некои смешни прекршочни одредби кои што би рекол воопшто не ги загрижуваат учесниците во кампањите. Дори се спремни да си ги платат прекршоците, се спремни да си ги платат. Значи треба да се допрецизираат посебно прекршочните и казнените одредби во овој закон и во другите закони кои што ги уредуваат тие норми, значи за да можат учесниците во кампањата многу посериозно да ги сватат овие работи. И на крајот на краиштата, од она што колегите во воведот го зборува, го кажа, со овие нови одредби и со можноста од наредните избори да се користи редовната сметка
за работа на партиите во изборната кампања, односно дозволени се трансакции од едната на другата сметка, практично се губи смислата за регистрирање на наменска сметка за изборите, и во таа ситуација може би било подобро во иднина да се размислува ново законско решение да се воведе, да се дозволи преку редовната сметка да се тера целата изборна кампања, со тоа на Државниот завод за ревизија како овластена надлежна институција ќе им се на некој начин и олесни работата, затоа што ќе можат не само веднаш по изборите да како задолжение да вршат ревизија на целата ситуација, туку ќе можат и редовно во своето редовно работење да ја контролираат сметката. Со рокови, меѓутоа тука сакам да напоменам и ова одредбите што ги спомна, кај делот на средствата кои што се дозволени за финансирање, на пример имате една линија донација од партија, така пишува. Тоа е недефинирано, недефинирано, никој не може да формулира и да дефинира што значи тоа. Не можеме да прочитаме што сакал законодавецот и оној кој што опишувал да каже со тоа, затоа што донација од партија може да биде, како што кажа претседателката, значи од членарините од редовната сметка да се префрлат. Меѓутоа може донација од партија да биде и од партии во коалицијата, кои што си имаме големи коалиции со по 20 партии, и може да бидат донации за оваа кампања сега наменски од нивните сметки. Тие и не е ни проблем, че си го испечатуваат лимитот како правни лица до 30. Бито потеклото на овие средства, дали антикорупцијска комисија, сега тоа е темна страна, необјаснета. Како ќе ги истражувате тие пари? Чии се тие пари? Какви се тие пари на партиската сметка? Кои се тие партиски пари? Како дошле во наменската сметка? Па всушност тоа е политичката корупција, односно ризикот од политичка корупција со кој што ние понатаму ќе се позанимаваме малце подлабоко. Затоа што најчесто оние кои што се јавуваат како донатори на политичка партија, после тоа многу лесно ќе ги најдете како економски оператори кои што се добитници на некој тендер. Ние во моментов работиме на развивање на методологија и на софтверско решение, работиме и со Бирото за јавни набавки, како во тој дел да направиме еден линк помеѓу регистарот на донатори и она што кој после понатаму ги добива тендерите, и веќе тука ќе се најдат врските. Инаку во однос на идејата што ја кажува председателот на Државната изборна комисија за укинување на оваа сметка, ја не би се согласила. Мислам, тоа треба да се издебатира, да се види кое би било најдобро решение, затоа што отварањето и затварањето на една ваква наменска сметка остава можност веднаш после изборите, односно во определен рок, да се изревидира само таа сметка и да се излезе со наоди или со забелешки или со било што. Доколку постои само редовна сметка, тогаш треба на крај на годината да се врши ревизија на таа сметка и ќе се одолговлечат процесите понатаму. Она што би требало да се направи е да се дефинира попрецизно кои се тие средства кои што може да се уплатат на оваа сметка. Значи, вакво решение, средства од редовна сметка на политичка партија, па тука влегуваат и членарините, и донациите, и се. Ова што е понатаму напишано дека средствата од редовна сметка нема да важи за овие избори, всушност нема да важат само приливите од буџетот. Само тоа останува, дека нема да се користат во овие избори. Значи, мислам дека подобро би било тука да се допрецизира со кои средства ќе се оди во таа кампања, отколку да се укинува сметката, само од аспект на тоа во пократок рок да се направи ревидирање на изборната кампања. Меѓутоа политичките партии можат од секаде да црпат средства, и од својата редовна сметка вака излегува, и од недефинирани средства од политички партии или коалициони или нивната. Значи останува една голема простор за недефинирани средства, каде што не се знае потеклото. Точно, поради тоа сметам дека треба тоа да се прецизира, а не да се укинува сметката. Значи да се прецизира од каде се може да одат приливите. Да се стават ограничувања. Донации од политички партии. Као што кажа председателот, се може да биде донација. И членарините што ги уплаќаат, помала партија прави донација. И донаторите што уплатиле повисоки средства донации тамо, и тие спротивно од овој одредби. Значи мислам дека треба да се допрецизира. Се еве Максим нека каже само од аспект на ДЗР, ама ако сакаме ние да направиме контрола на трошењето за време на кампањата, подобре во пократок рок да се изревидираат тие средства. Една од забелешките е дали ќе треба да се чека крајот на годината за ревизорски извештај или можете да ги држите под притисок партиите за почести извештаи, да не се чека она
редовната контрола? Видете, Бидејќи ова е многу битно прашање. Видете, сосема е легитимна констатацијата на претседателот на Државната комисија за спречување на корупцијата дека мора да има посебна сметка, бидејќи ако чекаме на крајот на годината, ќе испадне долг период. Меѓутоа, она што е од круцијално значење, дефинирање на јасни правила, изворите на финансирање и јасни финансиски извештаи. Ама во противречно со законот за политички партии и овие измени сега. Ако можам да завршам. Точно тоа. Ние со години кажуваме дека постојат системски слабости во овој дел, во кој што законодавецот се уште не нашол или не сака да најде решение за начинот на дефинирање на самите финансиски извештаи и за дефинирање на јасни правила на финансирање на изборната кампања. Да ги земеме, имаме утврдена системска слабост за чланарината. Ние како Државен завод за ревизија нема ниту една политичка партија јасни правила утврдено како да ги вентира средствата на име чланарина и колку средства таа чланарина употребила за преходниот изборен процес, колку употребила за тековниот процес, колку средства ќе употреби за овој процес. И сега може да каже дека сите овие средства што ги префрала од средствата за редовно работење е од чланарин. Што треба да направи ревизорот? Сега да се врати 15, 20, 30 години наназад да утврди колку чланарина биле, па да утврди колку се потроши на тие чланарини за преходните изборни процеси. Ние немаме соодветен образец во кој што законодавецот ќе каже: да, вие може да се финансирате од чланарина, меѓутоа имате обврска да водите посебен образец секоја година колку сте прибрале средства на име чланарина и да кажете колку се одливите за овој изборен за преходниот изборен процес, колку се одливите за тековниот процес и колку остануваат од средства од чланарина за наредниот процес, за да знаеме колку е таа маса на средства што може да остане или да се префрли на изборната Меѓутоа да не го надмине лимитот што е пропишан со изборниот законник од друга страна, за чланарината нема лимит. Меѓутоа зборам за средствата и сумата. Тука е точно одредено колку треба физичко лице, 3000. Тоа се веќе сосема други работи. Тоа се Меѓутоа ако некој донира средства во текот на редовното работење на политичката партија. Значи вака, чланарината на политичките партии уредена со одредбите на законот за финансирање на политичките партии и таму има утврдени одредби колку може да изнесува на годишно ниво чланаринат. Меѓутоа, она што ние го кажуваме како системска слабост, законодавецот не дефинирал посебен образец во кој што секоја политичка партија ќе има обврска да води посебна евиденција колку не и за евиденција. Битна е евиденцијата. Ние знаеме, можеме да утврдиме да речеме за овој изборен процес дека на име чланарини се пренесени толку и толку средства на сметката за изборна кампања. Меѓутоа битна е евиденцијата колку се прибрани средства на име чланарин. Тоа е суштината. Дали ќе одат понатаму? Меѓутоа следното прашање за висината на евентуалните донации прибрани на редовната сметка, која што може да бидат поголеми од донациите што се пропишани во изборниот законник. Само да објаснам. Значи, тоа може да го поврземе не со чланарината, бидејќи во Закон за финансирање на политичките партии јасно кажува колку може да изнесува чланарината. Меѓутоа зборуваме други средства сега. Ако изнесува над тој износ, има начин на постапување како политичката партија треба да постапи со чланарината која е над износот. Меѓутоа, во делот на донација од политичка партија имаме различни прагови, вредностни прагови согласно одредбите на Законот за финансирање на политичката партија за редовно работење и вредностни прагови утврдени со изборниот законник. Тоа е она што сите овде го кажуваме, камен на сопнување. Што треба да подразбереме сега донација на политичка партија. И тука веќе доаѓаме во сукоп каде што едно правно лице може да се јави како донатор на сметката за изборната кампања и во исто време може да се јави како донатор на сметката за редовно работење. И политичката партија тие средства да ги префрли на сметката за изборна кампања. И со тоа е противречно. Значи вака се, бидејќи изборниот законник последнава верзија го изработиле политичките партии и разбирливо дека тие си направиле вентил како може да испумпат повеќе пари на трансакцијската сметка. Меѓутоа, со овие можности што имаме ние сега да ги следиме банкарските сметки, да го следиме воопшто работењето на политичките партии, значи како и да е, ќе оди да заради на редовната сметка. Ќе види и таму колку се износите на и кои се во регистарот сите запишани донатори. Па многу лесно ќе ги поврземе после тие донатори
како функционираат понатаму во функција на партијата. Така што, мислам... Малце е макотрпна работа да се сведат, на вистина. Меѓутоа, ние можеме многу лесно да се... Не многу лесно. Вие секако ќе се поврземе и тоа ќе се обелодени. Така што, џабе им ја ова Дирковски, токму повторно прашањето на донациите излегува дека овие средства што ги спомнав од 400 милиони ќе останат како донација. 400.000. Да, ќе останат како донација всушност на партијата и незаконска донација, тоа значи дека треба да пишете, бидејќи вие бевте одговорни во тоа време, прекршочна пријава или да поднесете извештај кој би имаат од она што го слуша во јавноста, се работи за ставка во која што нивниот меѓусебен облигационен однос го регулирале со тоа што договориле плаќање на рати на обврската. Разбирате, тоа ви е уште една системска слабост која што во моментов не можете никако да ја ставите во некоја рамка за да може да изреагирате. Тука во законот сега не пишува дека на рати може да се донира, пишува дека може со кредити на политичка партија наменети за изборна кампања. Тоа е облигационен однос кој што се уредува со друг закон. Така е. Значи, колегите добро кажуваат, значи има многу непрецизности, многу системски слабости, многу работи се регулираат со други закони, а потоа се ставаат, се нафрлаат во изборен законник, овој текст на изборен законник е менуван веќе 33 или 34 пати и веќе станува банално да зборуваме од потребата од негова промена, измена и пишување на нов текст. Внатре во самиот изборен законник имате одредби кои што се во колизија, се судираат една со друга и не можете да најдете правилно толкување. Ние сета среќа е во ситуација што како Државна изборна комисија согласно членот 31 кај што се утврдени нашите надлежности имаме можност и право да носиме подзаконски акти, упатства, правилници и така натаму. Да го доуредите. Да некако да уредиме. Да, меѓутоа ревизорите па не може тоа да го направат. Ама колегите не можат да го прават. Вие немате, ај што немате увид во сметките во банките, меѓутоа и самите рокови што се сега пропишани се многу дискутабилни. Значи, добро кажа колегата Максим, треба прецизно уредување на сите работи за да не можат да ни се случуваат вакви работи. Ако ги следиме, имаме добри примери во светот, не мора да одиме далеко. Сега гледате се подготвува кампањата во Соединетите Американски држави однапред, се отвораат тие сметки, однапред се прави регистарот на донатори, однапред се објавува се знае однапред и точно се знае од кои средства кој кандидат ќе си ја финансира кампањата. Меѓутоа, кај нас, како што кажа ревизорот, имате можност дури 60 дена до денот на затворањето на таа трансакцијска сметка да примате донации, што значи веднаш стварате врата, отварате за нешто друго. Тоа прашање до 20 ваши колеги, Максим, доколку партијата мора во рок од 60 дена да ја затвори сметката од денот на конечното објавување, потоа кога ќе ја затвори има уште 30 дена да го поднесе финансискиот извештај. Значи ли тоа дека во тие 60 дена, ако се надзира и се гледа победникот, некој може се уште да донира средства и со тоа да се додворува, а потоа вие како антикорупционери да барате што правел тој всушност со тоа? Моето кажување секогаш беше во контекст на тоа и секогаш пишувавме системска слабост и нашето основно барање беше донациите да се уплаќаат започно со траењето на изборната кампања. Штом завршува изборната кампања, да заврши и правото на уплатување на донација, бидејќи во тој случај се создаваат еднакви правила на постапување и игра на сите учесници во изборниот процес. Вака, по завршување на изборниот процес, кога знаеме кој е победникот, секогаш и вие, и јас, и председателот, и председателката, секогаш ќе би сакала, доколку е бизнесмен, да даве донација на победникот. Никој не сака да се дружи со губитникот. Тоа е барем нашето размислување во ова наше обкружување. Не беше прифатено таквата системска слабост утврдена од наша страна. Меѓутоа, во исто време мене ме загрижува и начинот на дефинирање на самите финансиски извештаи. Ако и погледнете одредбите на член 84б,
во кое што се дефинирани финансиските извештаи, како што кажавме преходно, дека во самиот член 84б има еден куп нелогичности кои што еден став со друг став не кореспондираат. Во однос на рокот на настапување на не само во рокот, него и во дефинирањето на извештаите. Потоа повикувањето кои извештаи се поднесуваат, како се поднесуваат. И на крај, ако погледнете ставот 7, каде што пишува финансиските извештаи на учесникот во изборна кампања е должен да ги состави според одредбите на Закон за сметковство за непрофитна организација. Тоа упатува дека финансиските извештаи само треба да ги офатат само приливите, одливите во готови пари. Меѓутоа, дека не се работи за тоа, затоа што со овој закон е дозволено да се даваат донации во однос на услуги, пари, вредности. Донациите ви се уредени во член 83б. И сега, ако погледнете во правилникот... Да се отстапува простор, пластично да објасниме за граѓаните. Апсолутно се согласувам со вас. Меѓутоа, во членот 84б, законодавецот кажал дека овие финансиски извештаи ќе се подготвуваат согласно одредбите на законот. Како тогаш ќе се евидентираат овие отстапување на простор, дури и државните предпријатија може тоа да го? Тоа беше нашето прашање и на Државниот завод за ревизија, и на Државната комисија за спречување на корупција, и на ДИК, на заеднички состанок кој што го имавме со министерот за правда, а потоа имавме и заеднички состанок со министерот за финансии, каде што кажавме дека тие во суштина треба да подготват сега 3 нови образци за известување од страна на учесниците во изборниот процес. Тука е клучното прашање. Што ви одговорија? Што ќе направат сега подоцна? Нормално работат прифатија дека мора да ги подготват, бидејќи тоа е врска. Во четврток очекуваме, значи во текот на утрешниот ден очекуваме првична верзија на самите образци. Ќе направиме координација со Државната комисија за спречување корупција, ќе ги дадеме нашите сугестии и покрај тоа што со целокупната почит можам да кажам дека имаат неблагодарна работа. Што и да направат ќе погрешат. Што значи сега? Дека како ќе се елиминира тоа дека не може по законот за сметковоство да се гледа, затоа што тука се опфатени и други услуги? Никој не може да каже дека не може. Бидејќи имате законска врска. Вие мора да го почитувате одредбите на законот. Меѓутоа не може да останат подароци тие услуги и нематеријални средства кои ќе бидат дадени. Единствено решение е министерот да постапи согласно одредбите на член 83б и постојниот регистар на донации да го замени со нов, во кој што ќе го измени и ќе го преуреди, во кој што покрај донациите во вид да ги пропише и расходите кои што се поврзани со тие донации. Тоа е суштината. Да, меѓутоа повторно се во корист на политичките партии, така е правени барем ќе се има евиденција. Кои се тие само меѓутоа ние не можете да напишете прекршочна пријава за ова. Тоа е друго прашање. Не, работата е што се кријат. Значи што не проблемот беше во нереалното прикажување на финансирањето. Вака барем ќе има поцелосна слика. Тоа е поентата. Само ќе знаете кои се тие што има отстапили. Образецот ќе овозможи поаналитички приказ на тие. Значи меѓутоа нема да се нотираат како донатори, тоа сакам да речам, затоа што не се парични средства. Образецот е донесен во 2009 година. И сега ако погледнете во самиот основ на повикување, правилникот во кој што се повикува министерот на донесување, сега имаме нова состојба, во кој што членот 83б став 2 се однесува сосема на друга одредба. Самиот основ на донесување на регистарот на донации треба да биде по основ на член 83б став 3. Да, дека не е пропишано. Така да, тоа е суштината и само за пари е ова. Да, и вредноста на ако може камерата, значи вака изгледа. А сега имаме ситуација со измените на изборниот закон во кој што освен пари можат да бидат донатори и во други и до сега можеше да примаат секакви, меѓутоа со тоа што беше сива зона како што да, и повикувачката одредба треба да се смени, погрешена е во пишувањето на законот, ставот е промашено, значи Кој што е промашено? Наместо став 2, став 3 треба да биде. Тоа е во 83б. Значи пишувачите на законот требало малку повеќе сметка да поводат. Како антикорупционери навистина имате полни раце работа во однос на овие сиви зони кои што и сега не се дефинира, туку остана, велите да, ќе имаме регистар, барем што е сивата зона.
кои се тие сиви зони. Меѓутоа вие не можете, практично никој не може да поднесе пријава за тоа дека тие донатори фактички се како донатори кои што дале нематеријални средства, ама сепак се донатори. Тие претходно дава, само што не беа никаде евидентирани. Меѓутоа може да стане злоупотреба. Ме разбирате на тоа. Пропишано е како и државните институции тоа треба да го уредат во однос на давање на подеднакви услови за сите политички партии. Меѓутоа, факт е дека донацијата... Па не е само од државните институции што ќе даваат, што ќе отстапуваат простор ако нема друг, нели? Инаку е забрането користење на било каков простор што е во собственост на државата, освен ако во тоа место нема друг простор. Меѓутоа, тука се пишува давање бесплатни услуги, а давање бесплатни услуги што ги плаќа трето лице, продажба на стоки или давање на услуги на учесникот по цени пониски од пазарните. Значи се тоа се смета за донација. Овие состојби беа и порано, само што сега убаво е што се состава на хартија. Инаку имаше претходно можеше да се најдат отстапувања на она што реално се случува на терен и тоа што се прикажува во финансискиот извештај. Оти да кажеме донатор ќе ги даде маиците, никаде не постои. Беше прашањето маици, пенкала, печатење на брошури. Ова прашање со ревизорите го дискутиравме уште во 90-тите што се вели, затоа што во тоа време исто така не се знаеше во однос на количината на испечатени, во количината на потрошени, во однос на потрошени пари за печатење и прикажани пари за печатење. Така тоа е клучното прашање во суштина што и да правите во самите законски акти, кога ние контролното обкружување и начинот на постапување на политичките актери не се смени, не можеме ништо повеќе од тоа што не се надлежностите. Затоа во суштина треба да работиме како општество на менување на правилата на игра. Во однос на образците, извинете, вие ќе дадете сугестии и образецот е многу битно, рековте како ќе се пропише сега. Кога ќе биде дефиниран тој образец и кога точно ќе знаете за 2 дена? Меѓутоа, дали се прифатени вашите забелешки, дали имате некаков сигнал? Сега видите, ние не можеме априори да знаеме што ќе се случи со образците. Ние ги очекуваме во текот на утрешниот ден. Вие им дадовте урнек сите три институции? Не, ние им дадовме само насоки што треба да направат, а нивно изворно право е со одредбите на изборниот законник министерот за финансии да ги пропише. Така. Ќе не ги достават. Па после тоа ќе дадеме ние забелешки. Ние заедно ќе ги правиме забелешките, нема поединечно да ги правиме. Како вие на заеднички состанок идеме едно по едно, бидејќи треба да бидеме усогласени во тој. Првиот извештај што го даваат партиите беше меѓу двата изборни круга и тој е првиот прелиминарен за потрошените средства. Минатата година имаше проблеми дури и со читливоста на тие извештаи. Дали дадовте забелешки во однос на тоа како антикорупционери и во каква форма сега тоа треба да биде дадено? Затоа што минатата година едве се прочитаа сумите. Па да, ги молевме после да ни го дадат во друг формат. Беше во PDF го доставува, на веб страна објавено и ништо не беше читливо. Тука пак ќе кажам, штета што не ни го усвоива предлогот да има платформа и во добра форма, во добар формат, во Excel формат или во било каков формат што ќе ни биде достапен после за обработка. Затоа што ако ни ги достават во PDF и што ќе им правиме ние на извештаите, само ќе ги гледаме, не е тоа поента. Поента да бидат употребливи. Така што мислам дека барем во Excel ќе ни ги достават ако ништо друго. Во однос на средствата кои го добиваат партиите од освоени гласови, имаше една нејаснотија и дебата практично во однос на парите кои треба да бидат наменети за партијата БЕСА. Од каде идејата дека таа не може да ги подигне средствата освоени од гласовите од погрешно продукувано, значи партиите ние немаме надлежност да делиме средства. Влеговте во една така дебата, можем да речеме. Беше дебата на која што се побара лично мислење мое, што би било кога тоа се однесуваше на можноста за користење на исплата на средства за медиумско представување. Бидејќи имаме возможна ситуација, јас пак хипотетички ќе зборувам, значи возможна ситуација, тоа не може да го претпоставиме додека не добиеме кандидатски листи до 12 март. Кога една од партиите кои што претходно била во опозиција и освоила како партија во опозиција најголем број на гласови, согласно изборниот законник, има право согласно изборниот законник да претендира на искористување на 45% заедно со другата партија во опозиција на медиумскиот простор дозволен, односно дозволените 9 минути и од нив 45%.
и со тоа да учествува во медиумското представување. Се наметнува таа дилема, меѓутоа тоа прашање ќе го разреши, предпоставувам, Агенцијата за види аудиовизуелни медиуми, која што изготвува упатство и правилник како да, меѓутоа беше прашање како тие се правно признати како партија која што да, носи тоа име. Сега, моje мислење лично, јас морам да го издвојам, затоа што не можам да кажам став на комисијата, сега се губи правниот субјективитет кога учествувате на листа на друг носител на субјективитет, тогаш вие го добивате истиот третман како сите останати во коалицијата. Не сте ништо посебни. Вие самите се откажувате од вашиот субјективитет и викате од сега јас одам под листата на ВМРО-ДПМН или СДСМ или ДОИ. Разбирате? Во таа ситуација вие влегувате во истиот кош како и сите други НСДП. Велите дека нема да може да извадат посебни средства од буџетот затоа што влегуваат во коалиција. Да. Тука е, а не во однос на правното како правен наследник на името и сето тоа. Добро, тука е разјаснивме. Тоа е разговорот и идејата. Извадено од контекст било. Да. Во однос на вашите забелешки, гледам дека тука имате многу приметби на законот. Овие ливчиња претпоставувам дека се тоа. Која исто ви буде очи работа што е напишана, која што како ревизори ви отежнува работата, освен ова со роковите, средствата од редовната сметка и слично? Видете, или кој предлог не ви беше прифатен од ова што го имате како некој роков? Еве, јас ќе ви кажам, значи, кој предлог, значи, и саме зборувавме за донациите, зборувавме за јасно дефинирање на обраците, зборувавме за дефинирање на членарината, за изворите на финансирање и така натаму. Во најголем дел не се прифатени, значи, системските слабости, повторно се отвараат системски слабости и еве една контрадикторност од она што и самиот председател на Државната изборна комисија, авторите на законот кои што заборавиле да извршат, мислам дека беше во еден од членовите, а во досегашниот период надлежност беше на Државниот завод за ревизија. Сега таа надлежност се префрлува на Државната комисија за спречување на корупција, а ако погледнете во член 190, глоба за таквото непостапување ќе се казни главниот државен ревизор. Зашто што точно, значи одредени ингеренции се даваат на Државната изборна комисија да ги проверува, ама ако не се постапи, тогаш нема нив да ги казнат. Со глоба туку ревизорите ги казнат со глоба. Главниот државен ревизор. Да. Еве, во тоа е член 190, вика глоба во износ од 1000 до 2000 евра во денеска продаденост ќе му се изрече на главниот државен ревизор доколку постапи спротивно одредбите на членот 74а став 1 и 2 од овој закон. 74 став 1 и 2 од овој закон во суштина е надлежност на ДКСК. Да. Така да ме разбирате. Тоа се во случај на поднесени приговори, ако се прекрши 8 Тоа се роковите за постапување по приговор. По приговор. И сега јас се прашувам. Треба ја да бидам. Да. И како ова ќе го ДКСК? Ба сега видете. Ова значи дека да го доведам треба да биде државен ревизор во таква ситуација. Да не го доведете во ситуација да биде казнат. Никако. Не треба да биде поставено прашање на нам присутните. Да, знам. На другите. Така да тоа е сега шега на тоа. Ќе се погрижи Државната комисија за спречување на корупција во рок да одговара на приговорите и нема да има потреба. Дека ние ќе постапуваме во предвидените рокови, во рок од 5 дена се да се заврши, да има јавна седница, за да не биде казнет главниот државен ревизор. Меѓутоа, вие иако се повикувате нормално на меморандумот и вметнате еве велите во законот, меѓутоа навистина не ми е до крај јасно кога ќе прочитате законот во каков рок и кои извештаи и кога ги доставувате. Вие немате обврска да му доставувате се на ревизорот, имате обврска да доставувате на вашиот вебсайт. Вие како државна до собрание имаме до собрание, ете. Државната изборна комисија има само за средствата за медиумите. Ги доставувате ли до државниот ревизор или тој сам си ги прибира сите податоци? Значи не е воспоставен систем на комуникација и правилник, образец е сега нели зборот што се користи можеби тука во законот, кој ќе уреди и точно дефинира во кој рок вие што му доставувате. Може тој ќе има среќа ако добро соработувате со него, меѓутоа што ако други луѓе дојдат на тие функции, има една друга работа, ДЗР може се да побара. Без разлика дали е дефинирано или не. Единствено прашање што не е уредено, сите други прашања се уредени. Се знае што добива Државната комисија за спречување на корупција, се знае што добива ДИК, се знае што добиваме ние.
Единствено прашање што не е уредено е одредбите на член 75Г, каде што радиодифузерите, печатните медиуми и електронските медиуми се должни да ги доставуваат ценовниците до ДИК, до ДКСК, до АВМ и до ДЗР. Но нема одредба во која што кажува кој ќе поднесува прекршечна пријава. Може да поднесе и ДКСК, може да поднесе и ние, може да поднесе и ДИК и така натаму и така натаму. Значи за се треба да се договарате практично како три институции. За таа одредба во суштина треба да има целосна координација кој ќе ја преземе улогата за поднесување на таквото непостапување. Дали вие би направиле дополнителни, секако правите состаноци за утврдување на сите овие недоследности, па вие сами како институции, она што не го уредил законодавецот, да го уредите интерно? Ние се координираме, тоа го правиме и пред секој избори, и сега го правиме. Ние ДКСК и ние дури и ДЗР, мислам, учествуваше и во работна група за измени на изборниот законник под патронат на Министерството за правда, и таму сите ние како институции дававме сериозни предлози за измена на изборниот законник со цел да се затворат овие гапови во изборниот законник. Меѓутоа, за жал, многу тие наши предлози не беа прифатени. На крајот се донесе верзија на изборен законник која што на некој начин сите не изненади. И тоа е тоа, нема бегање од ситуацијата, ние ќе работиме. Се надевам дека во иднина ќе се промени начинот на носење на новите законски одредби кои што ќе уредуваат оваа област. Инаку ние сакале, не сакале, наметната ни е потребата од соработка и ние соработуваме. Да, вие имате право да им барате се што ќе по... Не се работи, видете, нашата мисија и на Државната комисија за спречување на корупција, и на Државниот завод за ревизија, и на ДИК е во суштина целиот изборен процес да помене безпрекорен и да има правилни финансиски извештаи кои што ќе отсликуваат вистинската слика, за да имаме позитивно мислење за самото финансирање на изборната кампања и она што значи процес на спроведување. Тоа е во интерес и на сите три институции, тоа е во интерес на општеството и на државата. Меѓутоа, прашање до сите тројца, непостапувањето по вашите извештаи. Значи, низ годините и ревизорските извештаи, вашите укажувања, пресконференции, соопштенија, нивните укажувања не вродиле со плод. Ние сега имаме еден случај што го отвори СЈ за финансирање на сметката на ВМРО-ДПМН и тоа е тоа што се случува, непостапувањето. Како вие ќе се изборите да кога ќе направите извештаи да тие бидат процесуирани и да дојдат нивните извештаи до кривична пријава и до барање на одговорност? Добро, сега ние сме еден дел од ланецот. И ние 3D институции што зедаме, ние ќе си функционираме координирано, ќе ги извадиме. Значи не се процесуират вашите. Значи ако ДИК се грижи за безпрекорен процес, ако ние се грижиме за транспарентност, а они се грижат за чисти финансиски извештаи, ние тоа ќе си го белодениме. После нас во Алката има други институции. Треба и тие да си постапат. Тоа е проблемот со бројот на извештаи и постапувањето. Нашиот транспарентен начин на покажување, на прикажување на наодите, предпоставувам дека и ДЗР сега ќе се отвори малце повеќе кон јавноста и ќе биде потранспарентна во кажувањето на своите наоди, па и притисокот на јавноста треба да го направи своето. Кај нас малку и така се подбутнуваат работите. Вие и порано правевте извештаи во кои што ги кажувавте недоследностите во финансиските извештаи за изборите на политички партии, колку од нив воопшто беа прифатени. Јас не се сеќавам дека се процесирани во обвинителството. Еве сега колешка Дебијана го постави прашање на отвореност на Државниот завод за ревизија. Од моето доаѓање направивме нов пристап во известување за самите конечни ревизорски извештаи. Ние направивме попис на засегнати страни. Во овој момент имаме 80 засегнати страни. Може да проверите дека и вие, како медиум, добивате известување на вашата електронска адреса во моментот кога го објавуваме конечната извештај. Со таквото постапување. Значи, во кое што во еден момент вие известувате 80 засегнати страни. Сите новинари, сите истражувачки лаборатории. Тоа ме враќа од минатото од пред повеќе од 10 години, тоа и се случуваше, па потоа се затвори некако. Ревизијата на добар пат бевте едно време, па потоа се затвори. Институтот, се извинувам, допрен глас по допрен глас не функционира. Не разбирате, значи она што ние како институција ќе го направиме, ќе ги објавиме извештаите од кои што цела јавност сите можат да видат
од извештајот што е, како е, состојбата, каква состојба имаме. Дури ние како ДИК имаме за еден од минатите процеси и иницијатива за гонење понатаму, ништо. Значи, проблемот е, како што каже колешката Билјана, понатамошното постапување на останатите институции. И сега ние надлежностите наши се до тука. Наше е да го направиме процесот најтранспарентен. Дали ревизорот ќе одржува пресконференции во однос на овие прашања? Знаете, сепак транспарентноста е многу битна работа. Може ли да направите анализа во преходниот период колку има настапи главниот државен ревизор и колку јас во овој период имам настапи во медиумите, колку имаме известување до сите тие засегнати страни, 80 засегнати страни, вие да известувате медиуми, невладени организации, дневни списанија, неделни списанија, други засегнати страни во кои што сакате, значи вашиот производ да го продадете на засегнатите страни. За да подобро се разбере, бидејќи вие кој објавувате ревизорски извештај од 70 страни, тешко некој дека ќе се осуди да го отвори. Направивме ревизорски абстракт во кој што сликовито по патот на семафор на една страна се дадени што е предмет на ревизија, кој е предмет на ревизија, какво мислење е дадено со црвено, жолто, зелено и така натаму во однос на мислењето, кои се клучните наводи. Мислите ли дека политичките партии ќе се уплашат конечно од ревизорските извештаи и од државниот треба да се озреат, не треба да се уплашат. Меѓутоа тоа е збор можеби суров, меѓутоа реален, како да на никој не му е грижа за на аудитор. Видете, јас не би сакал да употребам терминот уплашат. Ние не сме плашила за да плашиме некого. Ние сме, значи, сериозни институции. Контролен механизам кој што треба да ги загрижи, убаво кажано. Еве вака. Не значи, моите зборови кои што секојаш ги користам. Ние сме, значи, државни институции во кои што се грижиме да создадеме соодветно контролно обкружување кое што ќе важи за сите и кое што очекуваме да го почитуваат сите актери во изборниот процес. А во однос на тоа што велите, што понатаму. Секојдневно ми го поставуваат прашањето што понатаму. Ние не можеме понатаму на другите надлежни органи да им поставуваме правила на постапување. Меѓутоа транспарентноста и соработката со медиумите, вршењето на јавниот притисок очигледно би вродило со плод. Инаку што кажа колегата за допрен глас, сакам да исто така да истакнам и во овој момент дека ние ги ажуриравме сите податоци, регистарот за службени возила и нашата веб апликација во тој поглед е спремна. Исто така имаме веб апликација за допрен глас и за пријавувачи кои што може да останат анонимни, кои што ќе пријават нерегуларност. Исто така, Министерството за информатичко општество има веб апликација за сите државни службеници кои што ќе почувствуваат некаков притисок од своите претпоставени да го пријавуваат и тоа е еден вид допрен глас. Така што и во тој поглед малку сме се подстегнале повеќе во однос на претходните години и она што сметам дека е многу важно, дека ние како институции сме зрели, без оглед кој колку ресурси има, да не го отвараме тоа прашање сега, меѓутоа да ги најдеме соодветните начини да си помагаме едни со други и да дојдеме до целта. Она што треба да се случи во општеството е да созреат и партиите. Оти колку ние повеќе контроли поставуваме, они толку повеќе вентили пуштаат за да си обезбедат конечно, па политичките партии се главните играчи во собранието кои што ги носат законите. Значи зрелоста треба таму да се случи. Пауза за реклами и во завршница одиме со прашањата во однос на трошувањето на средствата за медиумите и порталите оваа година, имотите кои остана во сопственост на партиите, меѓутоа и како ќе бидат платени државните административци, колку пари вкупно ќе се потрошат на овие избори. Останете со Топ тема. Во завршница сме на Топ тема. Дерковски сепак останаа средствата кои ќе бидат наменети за медиумско представување, вие да ги контролирате. Извештаите се поднесуваат до вас. Она што е новина е тоа дека ќе се финансираат и порталите. Од тука имам дилема. Прво, знаеме, во државата не се регулирани законски општо. Порталите не подлежат на одговорност, за разлика од ние традиционалните медиуми. Втората работа е како само доколку им се во ред извештаите што ги даваат до вас и слично тие ќе ги добијат средствата, меѓутоа можат да никнат како печорки пред избори. Па и никна. Да, дали тоа го забележувате? Колку ви дојдоа такви портали? Забележливо е ова пролетно никнување на портали, би рекол. Преку 200 се пријавени портали. Имаме уште прочистување на списокот на регистарот, затоа што има некои
се бунат дека доставиле потребни документи, па ние не сме ги зели и така натаму, ги решаваме во од, меѓутоа се преку 200, за разлика од председателските избори беа 73-4 портали, што значи бројката драстично се зголеми. Во оваа ситуација единствена добра работа која што се случи со овие избори, со овие измени на изборниот законник е тоа што се ограничи квантумот на средства кои што ќе се трошат за медиумска кампања, тоа е 2 евра по запишан избирач. До сега немаше такво ограничување, беше за секоја кандидатска листа максимумот од 110 денари по запишан избирач и можеше 10 кандидатски листи да се варира со износите кои што може да видат и како високи. Ова е добро што се направи вака. Значи ќе се делат нешто над 3.630.000 евра во денарска противвредност, се разбира, за оваа медиумска кампања и при тоа се определени 45% за двете партии од власта на последните избори, 45% за двете партии од опозиција на последните избори и 10% за останатите учесници во кампањата и при тоа има одредени ограничувања баш за порталите, значи може да склучат договор до максимален износ од 15.000 евра во денарска противвредност и стои печатените медиуми во износ од 15.000 евра. Тука е прашањето во однос на ценовниците и кредибилитетот на порталите или медиумите. Од една страна треба во претходните 5 години така се утврдува цената на... Во последните 5 години, за жал, можеме да ја утврдиме цената само на телевизиите и радијата, кои сега што порталите не се мали пари 15.000 евра за некој вчера што е отворен, кај што не може да му се утврди цената практично. Така е, со оглед на тоа што определен е и максимумот од 25% од вкупната сума да оди за портали, за медиумско представување преку портали, што значи некаде над 800.000 евра би оделе за портали од сите кандидатски листи, во право сте, не е мала сумата, и сметам дека тука законодавецот требало да поводи сметка да ги заоштри критериумите, да воведе некои посебни правила. Колку време треба да постоја, дали се кредибилни, исполнуваат ви некакви... Сега сме во ситуација да имате новоникнати портали, се пријавуваат, доволно е да ви достават тековна сметка, не постара од 30 дена и ценовник кој што можат самите да си го креираат, значи нема ни правила што може да продаваат од просторот и така натаму. Оваа сфера е тотално нерегулирана. Ние се обидовме на минатите избори да најдеме методологија со која што може да се следат порталите, но за жал не можеме да најдеме и нема такво искуство. Затоа што не се законски регулирани, не се нити регулирани, нити има искуство европско или светско како може да се следат овие медиуми и ќе остане една празнина. За другите е многу полесно затоа што има одредена регулација за националните телевизии и така натаму. Добро, тука веќе имате и правилник во однос на одредување на цената и во однос на извештаите. Имаме агенција која што исто така врши мониторинг, следење, ни доставува извештаи за искористеност и така натаму. А кој ќе контролира порталите во однос на искористеност? Не постои таква одредба. Никој не може. Ова беше прашање што вие го покренавте пред да се донесе оваа уредба и бевте практично против тоа да порталите учествуваат на овој начин да земаат средства од против него да бидат регулирани, меѓутоа сепак назначивте дека ваквата нерегулација може да доведе според мене и до перење на пари. Може некоја партија да отвори 10 портали да ги испере средствата против нив преку нив. Па точно како што кажа председателот, ограничени се средствата што се вложуваат во овој дел, меѓутоа со зголемување на 3 пати повеќе на бројот на порталите, од 70 се станале 200, автоматски по 15.000 евра, ете ги парите. Да. Во однос на контролата на овие средства? Во однос на контролата на овие средства, јас би кажал само дека единствено постапување од преходниот период во делот на системните слабости, во преходниот период медиумите имаа можност да именуваат ценовниците пред самата изборна кампања. Значи, со донесувањето на одлуката за распишување на избори, тие доставува одредени ценовници, меѓутоа во самата фаза пред започнување на изборната кампања ги менуваат ценовниците и може да дотврдуваат повисоки цени. Сега, со измените на изборниот законник, не може да ги менуваат цените по кои што ќе вршат рекламирање, бидејќи се финансираат на одреден просек од преходните години и така натаму. Во делот на контролата,
де факто тие доставуваат ценовници до нас, ДИК ги исплатува средствата, Државната изборна комисија представува еден од субјектите предмет на ревизија на Државниот завод за ревизија. Да, меѓутоа тие не се виновни што во законот не е уредено како ќе се даваат парите на порталите. Како што им напишале, така ќе го спроведат. Видете, тоа е системска слабост и ние не можеме да му припишуваме некому друг ако законодавецот не го пропише. Значи тука вие не можете ревизија да. Единствено они може да кажат каков е ефектот од таа системска слабост. Нашите извештаи ќе нотираме дека ова е слабост и дека треба да се дорегулира. Инаку ние сега мораме да поклониме верба на договорот склучен меѓу кандидатската листа или партијата и медиумот, порталот и нивните потпишани да го следат патот на тој евентуално медиум за да се утврди дали се работело за перење пари или не. Оваа година за прв пат не е само формално доставување на ценовниците на медиумите до нас. Оваа година ние веќе ќе ги обработуваме тие податоци, се зајакнавме, имаме еден информатичар плюс и му дадовме работа и тоа да го прави, така што и да видиме и од таа анализа може нешто ќе произлезе. Делковски, она што ме интересира во однос на трошењето пари, вие соопштивте колку ќе за спроведување на предвремените парламентарни избори ДИК има на располагање 540 милиони денари, наменети за печатење на гласачки материјал, едукација, хонорар на изборни органи и слично, гласање во диаспората. И сега во однос на членовите на ДИК одлучиливте повторно да не земете бонус и месечен надоместок за помошните тела ќе биде 25.000 денари. Сега ми е прашањето во однос на сумата што ја добиваат за надомест претседателите на избирачките одбори, избирачкиве општински одбори од 1.600 до 3.000 денари во зависност од бројот на избирачки места. Сега тука имавме едно прашање кое да дојде до нашата редакција во однос на тоа дека административците им стои платата, ја земаат редовната плата, го добиваат надоместот, колкав е процентот на максимумот на тој надомест што може да го добијат и дали е можеби спротивно на она што стои во однос на администрација дека не сме 10% повеќе од 10% да земе како надомест. Затоа што тука дали имаме повторно студија на овие? Немаме студија затоа што тоа е регулирано со изборен законник. Се работи за државни јавни службеници, членови и заменици членови на избирачките одбори за својата работа во законот е утврдено дека треба да добијат надомест. Оти таму 10% надвор од своето време беше за вработените во администрација. Плюс работат и во недела, дополнителни сати и така натаму, што значи согласно истиот изборен законник ние имаме право како помошни тела да ангажираме луѓе, не само од државната јавна администрација, можеме од било каде, доколку сметаме дека може да ни користат во одредена област на организација на изборниот процес. Меѓутоа, видете, знаете каде, тие не одат на работа додека трае нивната обврска, а ја земаат платата, а не земаат повеќе од тој 10% дополнително за дополнително работно време, тоа ве прашувам. Дополнително да се регулира во некако затоа ми личи сива зона тука. Затоа што сега законот дозволува таква исплата. Инаку за членовите на избирачките одбори, конкретно, околу 35.000 се ангажирани за денот на изборите и денот пред тоа. Новаа година и минатава година за претседателските избори извршивме градација на нивната награда, затоа што сметавме дека не може исто да земе член на избирачки одбор неговиот претседател и замениците, ако има 10 избирачи запишани на избирачкото место и некој што има 1000. Колкава бе сумата најголема што може да ја земе претседател на еден? Најголемата е 3000 денари дента, а најмалата 1500 денари. Меѓутоа вкупните средства колку може да бидат? Околу 54.000 денари ми се чини дека беше. Тоа е за помошните тела и за членовите на општинските изборни комисии. Значи има различни категории на луѓе кои што земаат различни. Меѓутоа не грешам во сумата дека е над 50.000. Тоа е 54.000, претседателот на општинската изборна комисија со најголем број гласачи, Куманово на пример како општина и со најголем број на избирачки места. Тие имаат и целодневен ангажман во текот на целиот месец. Значи ќе добијат платата плюс 54.000 за изборите. И од тука ми беше и прашањето дека не сум согласени со 10% што може да ги добијат. Треба да се согласи законот за да можеме поинаку да постапиме. Да, за да се ова е сега оставено на Државната изборна комисија со години наназад да ги со правилник ги утврдува наградите на учесниците од администрацијата во целиот изборен процес. И беа минатите години можам да кажам многу повисоки наградите. Сега извршивме одредена регулација и на тоа ниво, малку ни се лутеа
колегите, меѓутоа тоа е тоа. И уште едно прашање до вас, 10% за останатите, секогаш партиите кои што ги нарекуваме помали политички партии имаат забелешка на ова дека му се дава огромен простор на 45 плюс 45 на опозиција и на власт, а тие мора да поделат само 10% и ги дава во една неравномерна положба, да не може, освен тие 4 партии, никој да излезе на површина. Овие прашања кои што ги наметнувате, значи јас се обидов со претходно поставеното прашање за учеството во медиумската кампања, ова прашање исто за 10% и одредени други прашања во изборниот законник го нарушуваат принципот на еднакво учество во изборниот процес. Треба да се седне, да се договорат правилата на игра за да се обезбеди еднакво учество на сите учесници, за да нема вакви нееднакви позиции, би рекол, во изборната трка. Преголема е разликата од 45 до 10%. Преголема и јасно е чија е предноста во изборната трка. На тие што го пишувале законот. Така е, значи за жал го пишуваат и тука се сите единствени, верувајте. Дали во однос на овие прашања достигнуваат и забелешки до вас како антикорупционери од помалите политички партии дека имаат неравноправен однос кон нив? Не. Немате досега поплаки во однос на овие прашања, можеби повеќе до нас медиумите и до државната изборна комисија. Веројатно до вас и се адресирани. Ние не делиме. Другите се веќе Нема што да барат. Не, во однос на следењето на средствата. И уште едно прашање што ми остана во однос на имотите што ги имаат партиите. Во измените на закона за политички партии во 2018 година им се дозволи правото да поседуваат имот кој што е недвижен. Па тука влегоа и ние на шега пишувавме и пасиштата и површините кои се надвор од површината под зградата на политичката партија, што со евентуалните средства добиени од овие имоти и нивното прикажување кои ќе влезат на редовните сметки, а кои што може да влезат на сметката за избори. Па се поклопува. Се видете, може да влезат средства доколку одредена политичка партија изнајмува деловен простор. Так. И ги префрли на сметката за изборната кампања. Меѓутоа, ако и погледнете предните завршните одредби во Законот за финансирање на политички партии, сите политички партии во преходниот период требаше има обврска да извршат попис на имотот со кој што располагаат, да достават податоци и така натаму, меѓутоа тоа се случи. Па во најголем дел ние ги имаме податоците, бидејќи со ревидирање на редовната сметка тие мора да ги искажат во билансот на состојба и бараме имотни листови од надлежната агенција, така да имаме состојби каде што одредени субјекти, да речеме одредени политички партии, користат од недвижен имот каде што немаат уредено имотно правни состојби, даваме препораки таквите состојби да се уредат. Меѓутоа има опасност доколку заработуваат од тие средства да повторно, како што рековме со измените во законот, да влезат во... Па тие, видете, согласно одредбите на Законот за платен промет, сите средства кои што се наплатуваат треба да бидат уплатени на трансакцијската сметка на политичката партија. Да, и повторно доаѓаме до прашањето дека можат од идните избори да влезат и во сметката за изборна кампања и за финансирање на изборна кампања. Секогаш доаѓаме до истото прашање. Битно да не се кеш. Тоа е тоа. Да имаат трага. Кога имаат трага, пак ќе се најдат. Кога паричните текови се следат лесно. Тоа е. Да може да се, ако се кеш, тогаш не може да се следат и тоа е проблем. Да, меѓутоа во однос на последното прашање ми е анонимните финансиери на политичките партии. Нека нема анонимни више. Не постојат анонимни, меѓутоа еве нас не се случуваше во минатото, сега барем се лимитирани да еден човек во повеќе наврати уплати средства. Или антикорупционерите да следат од кај му на тој ако не се утврди, треба да идат парите од буџетот. Финансира партиите. И од тука се доведуваше прашањето дека политичка партија како да му дава пари кеш на некој за да ги уплати на нејзина сметка или некое перење на пари настануваше. Значи, пак се враќаме на првото, дека треба да созреат политичките партии, затоа што оние постојано измислуваат начини како да испумпаат повеќе пари на сметката за што им е изборна сметка. Значи, тоа им е нив целта. Малку треба поферски да се игра во тој поглед. Инаку може, сега ќе зборувам како бивш даночник, значи лесно може да се утврди. Да се утврди член 76, 77 и 78 од законот за бившиот закон за персонален данок, а мислам дека истите одредби сега се во законот за данок на доход,
кај што УЈП може по барање на Државна комисија за спречување на корупција и сама по своји надлежности изворни да побара проверка на потекло на имотот на било кој граѓанин. Така може да се за сите граѓани може да се направи. Ние што правиме во овој период? Ние соработуваме, воспоставивме соработка со Министерството за труд и социјала да ни даде листа на социјалните случаи да не се јават па тие како донатори. Да ги правиме вкрстена проверка и од тој аспект. Побрзи од нив да бидете. Од нивната досетливост Максим. Видете, за крај. Не, за крај. Значи, не е проблемот во тоа кој донира и како донира. Проблемот е она што ние не можеме да го видиме. Ние не знаеме, например, дали некој правен субјект ќе испечати на одреден политички субјект или на одредена коалиција 10.000, 20.000 мајци, 30.000 мајци. Тие воопшто може да не бидат забележени никаде. И тоа е донација. И тоа е услуга која што чини пари. Сега за тој дел тука ние пак се изорганизиравме со невладините што се на терен, што следат Цивил, Мост, Транспарентност Македонија и така натаму. Значи, они си имаат свој наблюдувачи и се договоривме. Се што ќе видат од рекламен материјал во текот на кампањата да не известат. А после тоа ние тоа ќе им го дадеме на ДЗР и ДЗР ќе види дали се што стои во финансискиот извештај. Да, меѓутоа секогаш беше тешко за ревизорите да утврдат колку пенкала се испечатени со знакот на партијата, колку програми се испечатени. Тоа е сизифовска работа, тоа не можете никогаш да го утврдите. Бидејќи секогаш гледате дека се носат вреќи, се делат пенкала, се делат... Тоа повторно ќе се вратам на бившиот даночник, дека може да го утврди УЈП ако сака, ако влезе во фирмата која печатела и тоа да го провери. Системот може да функционира, да ги утврди правилата, меѓутоа точно е, борбата е тешка, сизифовска работа. Али ако сите се вклучат, ќе се стеснат каналите на... Една едноставна работа, колку струја потрошил за да испечати 5 или 50 мајци. Мислам, постојат механизам на проверка, меѓутоа некој треба тоа да сака да го направи. И за тоа треба волја политичка. Најдобро би било... Нашата порака, јас мислам дека ќе се согласат и претседателката и претседател, оно што го каже самата претседателка. Треба да созрее контролното обкружување и треба да созрее свеста кај политичките актери дека треба да има јасни правила на постапување и кога ќе има јасни правила на постапување ќе им биде полесно нам, ќе биде полесно на граѓаните и ќе имаме поголема и транспарентност и отчетност и одговорност во користењето на јавните средства. И ние помалку се работа како истражувачки новинари бидеме прекинавме? Не, па јас само ќе се надоврзам на Максим. Партиите мислам дека треба да понудат убави зрели програми, а не да се трудат преку подкуп на гласачи или преку вакви малверзации да добијат власт. Значи, они треба со нешто добро што ќе го води општеството напред, што ќе го реализираат, а не со разни и лажни ветувања. Добро, ќе видиме дали локум и кафе на овие избори ќе носат или само пенкала. Ви благодарам што бевте со топ тема, навистина многу забелешки во однос на измените на изборниот законник, меѓутоа ги чекаме вашите извештаи за да видиме како ќе помине ова изборна кампања. Останете со програмите на Телма. Благодарам.